Статистиката е сурова. Илјадници сообраќајни незгоди се случуваат секоја година. Кога ги анализираме причините, најчесто се вртиме кон светото тројство на безбедноста – човек, возило и пат. Додека автомобилската индустрија напредува со светлосна брзина, а кампањите за совесно возење се насекаде околу нас, што се случува со третиот елемент? Што правиме со патот? Безбедноста на сообраќајот започнува многу пред да се стави клучот во контактот на автомобилот. Таа започнува во проектот на градежниот инженер. Таа започнува со геодезијата, со механиката на почвата, со квалитетот на материјалите. Денес, градежништвото е високотехнолошка битка за безбедност. Зборуваме за така наречените црни точки, места каде несреќите се повторуваат. Дали таму возачите секогаш прават иста грешка? Или можеби самиот пат ги мами во стапица? Лошо проектиран наклон во кривина, така наречен контранагиб, може да исфрли најдобар возач со најдобро возило. Несоодветно триење на асфалтниот слој го продолжува патот на кочење за фатални 10 метри. Лошо поставена сигнализација или непрегледна крстосница се рецепт за катастрофа. Но кога во градежништвото се работи правилно, тоа станува невидлив херој. Тоа значи кружни текови кои физички ве принудуваат да намалите брзина, наместо да се надеваат дека ќе го почитувате знакот. Тоа значи паметни автопати кои комуницираат со возилото. Тоа значи пасивна безбедност преку еластични огради и абсорбери на удари. Како градежништвото влие врз црната хроника? Како се проектира безбедност во сообраќајот? Зошто некои патишта се поопасни? И што се може да направиме за инфраструктурата секогаш да биде наш заштитник? Денес зборуваме за факторот градежништво. Градежништво кое мора да ја гарантира безбедноста во сообраќајот. Зошто е важна безбедноста во сообраќајот и од што зависи? Безбедноста е на прво место. Човечкиот фактор е еден од најголемите учесници кои што директно влијае врз безбедноста на сообраќајот. Така да мора секогаш човечкиот фактор да биде број 1, односно човекот мора секогаш да биде предпазлив, да ги почитува сите правила кои што го обкружуваат, за да имаме побезбедно обкружување. Тие се главни елементи, значи геометријата на патиштата, кои што треба да се земат првично предвид, конструктивните елементи, безбедноста на елементите на патот, хидротехничките услови исто така и сообраќајната сигнализација. Тие се првични критериуми кои што да се направи еден безбеден клучен елемент за да имаме и безбедност во делот на сообраќајот. Мислам дека ги допревте суштинските елементи кои што придонесуваат за безбедноста на сообраќајот уште од самата фаза на проектирање, кога се започнува најпрво со проектирањето на трасата, со предвидување, односно само проектирање или како што ние велиме димензионирање на компонентите составни на коловозната конструкција како медиум, кој што е најважен дел од патот, заради тоа што таа е медиум преку кој што се одвиваат сите движења и од нејзе зависи најголем, да кажам, процент квалитетот и безбедноста на сообраќајот. Од аспект на геометријата, ако се вратиме назад, геометријата секако дека има големо влијание заради тоа што со нејзе се предвидуваат сите правци, кривини, и тоа вертикални, хоризонтални кривини, радиуси на тие кривини, кокави се и така натаму, попречните наклони исто така влегуваат во геометријата, така да сите овие фактори битно влијаат на самата безбедност и во крајна линија на проектирањето, односно на одредување до максимално дозволената брзина со која што возилата ќе сообраќаат. Повторно, ако се вратам на коловозната конструкција, таа секако дека сите компоненти нејзини се значајни, почнувајќи од постелката до горе, во суштина, ако сакате така да се изразам, врз основа и на квалитетот, односно на коловозната површина, ние како корисници утре даваме оцена за еден пат. Да, тој пат е добар или не е добар. Често пати ќе чуете од луѓето велат патот е рамен или е нерамен, или пак има пукнатини, има ударни дупки на коловозот, така да од состојбата на коловозот се генерира во голем процент
и безбедноста на сообраќајот, затоа што, како што реков, таа е медиум преку кој што се одвиваат сите движења и на моторните возила. Има неколку причини што доведуваат како што се издвојуваат од останатите причини, меѓу кои брзината е причина број 1 за случување на сообраќајните незгоди. Се разбира дека има разни фактори кои доведуваат до случување на сообраќајните незгоди. Кои се безбедните сообраќајни решенија? Се сеќавате на Партизанска, има некои прописи кои што велат на колку метра може да има пешачки премини така натаму. Најлесно за неколку мина во изминатиот период градоначалници беше што почесто обележувајте по Партизанска како главен булевар по хиерархијата во градските сообраќајници, тоа е магистрална улица, што значи проектирана да се вози до 90 км на час, ако има семафори и така натаму. Сега е 50, беше 60 км на час ограничување. Основното правило за безбедност на сообраќајот, зошто ова го кажувам како вовед, е да ги одвоите типовите на сообраќај. Да нема мешање на различни типови на сообраќај. Мешање на моторен сообраќај со велосипедски, со пешачки сообраќај и сега во најново време, изминативе неколку години, плюс овие електричните тротинети. Не мора да отидете подалеку. Отидете до Белград, отидете до Софија, ќе видите дека во тие градови, овие кои што се градски магистрали, нема мешање на сообраќај, да има пешачки премини во ниво, како што има кај нас, па уште регулирани со семафори. Секаде тие се надземни или подземни, каде што има децидно одвојување на типовите на сообраќај. Пешаците мора да имаат свое место, да бидат заштитени, а велосипедистите исто така одвоени од моторниот сообраќај, па дури и одвоени и од пешачкиот сообраќај. Па имате веќе се случуваат сообраќајки каде што и со електричните тротинети поминуваат, возат брзо, некаде постигнуваат брзини до 30-35 км на час, се случува да удри во некој пешак. Министерството за внатрешни работи го акцентираше проблемот со електричните тротинети. Еднаш кога воведовме законски одредби, претрпеа измени и верувајте дека широка дискусија се разви околу електричните тротинети и не е застаната тука процедурата. Потребни се реформи, сериозно е сватен проблемот со електричните тротинети и сериозно се пристапува кон наоѓање на соодветно решение. Проблемот во сообраќајот со електричните тротинети започнува од дома. Не можете родителите да им даваат електричен тротинет на 8 годишно дете. Треба да се работи пред се со родителите. Децата се ранлива категорија на учесници во сообраќајот. Од кого гледаат тие како да се однесуваат во сообраќајот? Во однос на електричните тротинети отвори широка дебата во Министерството за внатрешни работи на кој проблем сериозно му се даде акцент и сериозно се работи. Потребни се нови реформи на кои интензивно работи цел тим од Министерството за внатрешни работи. Македонија е земја членка на Роудпол, односно Министерството за внатрешни работи е земја членка на Роудпол, тоа е Европско здружение на сообраќајни полиции, каде што можам да ви кажам дека повеќето земји членки го имаат истиот проблем со електричните тротинети. Како да се класифицираат, дали се возила, дали не се, каде да се движат, која категорија на учесници се, која старосна граница, дали да се регистрираат, дали да не се регистрираат. И Министерството ќе ги има во предвид најдобрите практики, ќе изврши анализа, согласно тоа ќе се донесат соодветни законски измени. Реформа е, а денеска е искочен законот во собрание. И не знам што пишавме. Мислам дека ги ограничивме да не се движат по коловоз. Мислам дека беа десен краен раб ги ограничивме на велосипедски патеки. Битно е проектирањето првично да биде прецизно одредено што точно и каде е проблемот, за да се реши тој дел побезбедно, пореално да се направат тие нацрти, насоки на движење во делот на проектирањето, за да имаме и побезбедно движење во тој дел. Клучна работа е да се утврди каде е проблемот. Значи со воведување на една проектна задача, која што внатре се воведуваат кои се основните проблеми на таа точка, на таа делница, која што ни е приоритет за решавање на тој проблем, да се водат по тие насоки кои што треба да се реализира, за да имаме безбедно и квалитетно решение во самиот проект. Дали кружните текови ја зголемуваат безбедноста во сообраќајот?
Кружните текови ние релативно доцна почнавме да ги применуваме на нашиве патишта, на нашиве сообраќајници, пред се градски, секако дека овозможуваат една подобра регулација на сообраќајот, затоа што не мора вие да запрете и дури да нема ни едно возило како што е семафорот, и овозможуваат, да кажеме, континуиран проток, при што возилата сами го регулираат своето движење. Главната предност на сообраќајниците е тоа што нема директни точки на вкрстување или на колизија помеѓу два правци. Замислете една крстосница од, да кажеме, две улици кои се пресекуваат под прав агол, вие имате таму 16 точки каде што би се јавила колизија, 16 до 24. А додека овде нема пресекување на правец, што значи не може да се случат фатални сообраќајки, и втората причина е тоа што во кружните текови, зависно од радиусите со кои што имаат, максималната брзина на движење е 30 до 40 км на час. Немаат точки на пресекување, различните правци, што значи нема можности за директен судир, односно има единствено 4 можности на, се вика тоа, очешување едно од друго возило, странични удирања, кои што никој пат не завршуваат фатално. Тоа е особено значајно заради тоа што навистина како држава имаме голем број на сообраќајки кои што се случуваат. Тој број некаде се движи околу 150 жртви годишно. Јас ќе ви кажам, имаше најмногу во 2007 година, кога имавме 199 директни жртви на сообраќајките, близу 6000 сообраќајки случени во 2007 година, тоа е најлошата година, и некаде околу 4500 повредени лица на патиштата во државата. Ако земете колкав е тој број, и ако земете сега дека преку 50 до 60% од овие сообраќајки се случени токму во градските средини, мислам дека кружните текови ја оправдаа својата примена. Секако, мора и тоа да кажеме, дека тие не се идеални, и тие исто така, како и обичните крстосници кои што ги имаме, дали е тоа со регулирање со семафор или со полицаец и така натаму, имаат свој ограничен капацитет на возила, кои што може да го пропуштат и во определен момент и кај нив доаѓа до задушување. Како повисок степен од тоа, од аспект и на безбедност и на овозможување поголем проток, се денивелираните крстосници, кои што ние ги имаме во мал обем. Например, јас знам естекадата што ни е на излез од Скопје, иако таму треба да се направи некое проширување, десно свртување сите возила што доаѓаат од општина Аеродром, Кисела вода и така натаму, па дури и овие, ако сакате, шлеперите кои што идат од цементарницата Усје, да не мора горе да се качуваат, да се исклучуваат и така натаму. Долниот правец оди без запирање, без никого да чека, овие одат од горе се приклучуваат. Тоа е еден од начините за подобрување исто така и на безбедност. Што кажуваат бројките? Како поранлива категорија ги сметаме учесниците како од категоријата пешаци, велосипедисти, оние што управуваат со електрични тротинети и така натака. Статистички во делот на сообраќајни незгоди, особено од оние со загинати лица, еве компаративно за она што ја започнав статистиката за 2025, делот починатите се пешаци, 22 досега, делот нив се возачи, делот нив се патници во возило. За жал, имаме и од останатите учесници во сообраќајот. Имаме возач на електричен тротинет, возачи на моторцикли, мопеди. Во 2007-2008 година бев учесник во изработката на првата национална стратегија за безбедност на патниот сообраќај. Во тој момент како материјал добивме едно истражување спроведено од МВР во периодот 2004-2006-2007 година, каде што беа констатирани на нашите патишта во Република Македонија дека имаме 169 црни точки на патната мрежа и беа сите лоцирани според педантната статистика на МВР. И во таа национална стратегија ние предвидовме да се направи санација. Таа национална стратегија се носи за 5 години, 5 годишен период, 2009-2014, беше предвидени сет мерки со кои што ќе се изврши подобрување на оние места каде што имаме црни точки. По дефиниција црна точка е место каде што зачестено се случуваат некои сообраќајки. Не мора да биде грешка во проектирањето и така натаму, а може да биде некој дури и дел од патен правец каде што на возачите ќе има возможи поголема брзина да постигнат, и ако е тоа двонасочен пат со двонасочен сообраќај, може да дојде до појава на почести сообраќајки, меѓутоа повторно тоа пак би го сумирал
дека доаѓа дека можеби би требало тука да проектантите и нешто друго предвидат. Колкав е во моментот бројот на такви црни точки навистина не знам. Сега во овој момент започната е се изработка на третата национална стратегија за безбедност на патниот сообраќај. Материјалите веќе ни се поделени, меѓутоа јас се уште не сум успел да временски да одговорам на тоа, да ги погледнам материјалите, да знам дали од тие 169 нотирани во тој период колку се до овој момент санирани. Министерството за внатрешни работи е во одлична комуникација и со Министерството за транспорт и со Јавното предпријатие за државни патишта. Одлична е соработката, онаму каде што има потреба, службите излагаат, навремено реагираат и се она што Министерството за внатрешни работи го констатира како недостаток, следствено и онака како што треба, така и одговара Јавното предпријатие за државни патишта. Ние се занимаваме како инженери, јас милувам да кажам, со една од најважните работи во светот и една од најскапите работи во светот. Кај нас не смее да се постави прашање дали е тоа поевтино или е поскапо. Кај нас треба да биде прашањето дали е подобро, поквалитетно и колку ќе трае. Зошто е тоа така? Заради погрешниот пристап кој што го имаме, а тој погрешен пристап го гледам во тоа што ние ги третираме како патиштата само по цената на изградба. А американците во нивната литература велат вака: финансиски средства од прва генерација наменети за изградба на патот, финансиски средства од втора генерација наменети за експлоатација, управување и одржување на патот. Меѓутоа, знаете што? Во заклучокот долу, ноут и болдирано велат: финансиските средства од втора генерација можат во фаза на експлоатација на патот неколкукратно, внимавајте, не еднаш, неколкукратно да бидат поголеми од финансиските средства од прва генерација. Ние не ги земаме во предвид овие финансиски средства за управување, експлоатација, одржување и така натаму. Тоа е еден од главните работи кои што треба да ни се промери во нашиот мајндсет, во нашето размислување. При што ќе кажам дека тоа не се однесува на колегите мои од градежниот факултет. Ние ради нашата професија, ради континуираниот контакт со останатите универзитети во соседството, во Европа и така натаму, ги следиме сите тие работи. Главниот проблем би го лоцирал во делот на управувачите или на патните администрации, кои што имаат свој барања што да биде направено и така натаму. Односно, на сите патни администрации целта е должината, не квалитетот. Кога ќе го промериме размислувањето, тогаш мислам дека ќе имаме навистина поквалитетни патишта. Во последните 5 години доста се инвестира, поготово преку европски фондови, во делот од општините, во соработка со Министерството за транспорт и врски и општините, кои што доставуваат проекти и се подобрува во тој дел инфраструктурата и во делот и на сообраќајот. Она што јас го гледам, кое што ни фали тука е одржувањето на истата сигнализација, истото обновување во сообраќајот, каде што тука сме доста, не сме агилни, не водиме грижа за она што веќе го имаме кај нас. Доста се оштетуваат, тука малку и законската регулатива во дело на Законот за безбедност, кој што треба малку повеќе да поработи и да имаме поригорозни казни во дело на оштетување, отуѓување и така натаму во дело на сигнализацијата. Возач, возило, пат, околина, кој колку влијае во безбедноста во сообраќајот. Тој кибернетски систем, возач, возило, пат, се вели дека учествуваат сите со 33,33% возачот, возилото и патот. Во поново време беше додадено и околината, дека и таа влијае на возачот, па така да излегуваат 4 компоненти кои што се дел од овој кибернетски систем. Прашањето е следно, кое што би се поставило. Ако земеме возачот, да, тоа е секако човекот, ако земеме возилото, секако и во самото проектирање и производство на возилото, па и неговото склопување, повторно учествува, да кажеме, човекот и на крајот патот. И патот го проектира човек и едноставно излегува дека во најголем процент сепак влијае човекот за безбедноста. Прилагодена брзина на патот.
По тоа се подразбира брзина која што е адаптирана или, пак истиот термин е прилагодена на условите кои што важат на тој пат, односно кои што се присутни на патот, што значи дека во услови на дожд, во услови на снег и така натаму, и покрај сообраќајната сигнализација која што најчесто дозволува поголеми брзини на движење на возилата, сепак таа брзина треба да се прилагоди на оние услови кои што во тој момент владеат на патот. Дека е тоа така, може да видите дека на многу патишта или, например, постои знак во услови на снег се дава друга брзина, или да кажеме, ако во услови на дожд се дава некоја помала брзина која што е дозволена за движење на возилата. Секако дека патот и патната сигнализација имаат многу важна улога кога разговараме за сообраќајот. За да имаме безбедни патишта, потребно е истите да бидат соодветно обележани како со хоризонтална, така и со вертикална сигнализација. При изведба на еден пат мора да имаме прво да го обезбедиме самиот пат. На еден начин да се направи план за безбедност на самиот пат, каде што треба да се изведуваат, соодветно да се стават сигнализација, да се стави, да се обезбеди самиот пат, да бидат известени исто така сите учесници во тој дел каде што циркулираат во тој дел од патот, за да имаме побезбеден пат и да биде посигурен самиот пат. Истото тоа сега во нашата регулатива се работи и со проекти кои што треба да се приложат до надлежните институции, се доставува тој проект. Со тоа се одобрува тој проект и истото треба да се примени на потребното градилиште. Значи, прво, да кажеме да имаме добра вертикална сигнализација која што ќе ни даде основните информации за патот, која ни е максимално дозволена брзина, ако е двонасочен, дали е дозволено пристигнување и така натаму. Исклучително е битна хоризонталната сигнализација, затоа што е таа водилка во сите услови на патот, и дење и ноќе, особено во услови на намалена видливост. Квалитетната хоризонтална сигнализација ќе не сочува токму да бидеме на онаа коловозна површина по која што безбедно би можеле да стигнеме по дефиниција од точка А до точка Б. Секако дека е многу важна и состојбата на коловозната конструкција од аспект на она што го напомнавте, триењето. Во машинството може би е негативна појава заради јабењето на материјалите и така натаму, меѓутоа во нашава област, која што ние градежните инженери по патишта ја третираме, триењето е исклучително важно. Зошто? Заради тоа што по законите на физика ни едно движење не може да започне доколку нема триење. Мора најпрво да има триење помеѓу две површини за да може да настане движење. И кога ќе настане движење, исто така, исклучително важно, можеби уште поважно, е да ни овозможи безбедно запирање, заради тоа нивото на коефициентот на отпор против лизгање, како што стручно се вика, или триењето, треба да биде исклучително на квалитетно ниво. За водата, за одводнувањето, секако дека и тоа влијае, заради тоа што дренажите, меѓутоа не е тоа само дренажите. Најпрво, за гледачите е битно да кажеме дека најголем дел од одводнувањето се регулира токму со попречните наклони, заради тоа што тие едноставно имаат улога и задача да на најбрз можен начин ја тргнат водата од патот, не да ја собираат по должината, туку да ја одведат одма на страна, понатаму се риголите кои што ја прифаќаат таа вода, па таа оди во останатите одводни канали и оваа друга што е со дренажите вода која што се прифаќа. Зошто е сето ова важно? Секако дека е важен и типот на асфалт, каква има тој, да кажеме, дренажна способност да ја одведе водата, да ја пропушти, најчесто атмосферската вода, нели? Има различни типови на асфалти. Баш пред малку ја спомнавме и Холандија, таму пронајден е пред 10 години нов тип на асфалт, кој што се вика порозен асфалт, кој што просто има можност да ја впива водата, составен од два слоја, едниот е водопропусен, вториот е водонепропусен и врши директно одводнување од коловозната површина. Зошто е сето ова важно? Важно е заради тоа што ни овозможува голема безбедност во сообраќајот. Водата едноставно на патиштата представува најголем непријател. Во суштина на предавањата на моите студенти им велам, ние во областа на патишта имаме три главни мота или поговорки, од кои што првата е Via vita est на латински, што значи патот е живот. Втората е сите патишта водат во Рим. И третата поговорка која што студентите мора да ја знаат е memento aqua. Секој пат мисли или секој пат сети се на водата. Заради тоа што од аспект на безбедност
на самиот сообраќај, меѓутоа и од аспект на сочувување на патот како инфраструктурен објект, најголем проблем не е токму водата. Улогата на попречниот наколон е да прифати дел од центрифугалната сила и да го задржи возилото на патот. Тоа како правец влијае на овие два примера, меѓутоа веројатно доаѓа она што рековме до нешто што просто, како што велат, ги лаже возачите да возат со поголема брзина. Секој пат ќе слушнете или како што мојот професор, менторот мој Павле Стојменов велеше, во секој момент вие можете да ја коригирате, да влијаете на безбедноста со намалување на брзината. Иако да речеме дека можеби тоа и кај корисниците на патиштата често пати и не е баш најпопуларна мерка зошто се намалува таа брзина, зошто сега тоа ќе се, тука можеби ќе има радар, па ќе снима, ќе има казнување и така натаму. Меѓутоа факт е дека со намалување на брзината секој пат доаѓа до зголемување на безбедноста. Делниците каде што во моментот се изведуваат градежни работи, односно се под одреден времен режим на сообраќај, за да се дојде до таа точка, најпрво е потребно да има проект. Тој проект поминува преку неколку институции, како што Јавното претпријатие за државни патишта, Министерството за транспорт, кои бараат од Министерството за внатрешни работи одобрение, односно согласност. Треба да се направи анализа на терен, каде што се прави снимање. Да кажеме, еве во случајот ако е некоја раскрсница, решавање на тој дел во раскрсницата, треба да се направат анализи на снимање, претежно се прават 3 временски периоди, кој што во текот на еден ден се прави 3 пати неделно, во една недела и најповеќе се земаат и 3 периода од годишни времења. Тука тие сите се собираат податоци, се прави на нив анализа, исто така се земаат и планови, кои што доколку ги има, или па се прави и на реална ситуација, кој што исто така ни овозможува, односно моментната состојба, која што ни е на терен, значи само со тие податоци кои што ќе ги земеме од терен, се прави анализа и истите се нанесуваат во решенија. Исто така имаме и системи кои што самите прават пресметки, но треба да се дадат и реални податоци натре во нив, за да имаме реална слика на самото решение. Тие се едни по-реални решенија, кои што па и земјите околу нас и европските земји више на тој начин ги решаваат тие проблеми во делот на сообраќајот. Анкетите помагаат во тој дел каде што имаме реални податоци за каде се движат, зашто имаат потреби за движењето во тој дел на сообраќајницата, доколку станува збор, доколку имаме потреба од анализа на јавен превоз. Анализата на ризик исто така се предвидува со правење на снимање на терен претежно. Се прави исто и анализа колку имаме во тој дел до сега направени сообраќајни незгоди, несреќи и така натаму. И така да према тие податоци се прави и решенија за намалување на тие ризици во тој дел. Дали имаме од поставување на хоризонтална, вертикална сигнализација и известување преку медиуми, правење анкети во делот на превземање мерки за намалување во тој дел на делот од тие места каде што се појавуваат тие ризици. Најчестиот тип на проблем е кражбите, кои што од околното население ни се случуваат. Исто така, да речеме во нашето искуство, каде што имаме таков тип на проблеми, имаме кражби, кои што институциите исто така, да не речам во многу мал процент, ги решаваат. А тоа е најголемиот проблем за безбедност на едно градилиште. Доколку 30% се отуѓат од сообраќајната сигнализација и опрема, ние одма тука автоматски имаме небезбедно градилиште, кој што може да доведе до несреќа, до незгода од висок ризик. Кога ќе стигне таков проект во Министерството за внатрешни работи, колеги од секторот за сообраќајни работи излагаат на терен, го проверуваат секој проект дали фактичката состојба на теренот одговара со тоа што се бара во поднесеното барање за одобрување, односно во приложениот проект. Доколку работите не се така како што изгледаат, Министерството не одговара позитивно. Доколку цениме дека треба да се подобри
сообраќајната сигнализација, да се стават дополнителни знаци, да се ограничи нешто повеќе од она што е предвидено, ние тоа го даваме како забелешки што потоа, пред да започне поставувањето на сигнализацијата за тој времен режим на сообраќај, службите од Министерството за внатрешни работи, инструирани по секторите за внатрешни работи, излагаат на терен, гледаат дали е тоа што е на фактичка состојба на терен, со она што е поднесено во согласноста во барањето и дури тогаш се отпочнува со тие градежни работи. Исто така, во континуитет, како се одвиваат градежните работи, така повремено Министерството за внатрешни работи врши надзор на тие времени режими. Колку концептот Safe City ќе зголеми безбедноста во сообраќајот. Safe City-то е добра на примена и се надевам дека ќе имаме доста резултати, подобрување во делот на сообраќајот, од причини што се намалит кражбите, се зголемат казните, но тука голем удел исто ќе има Министерството за правда, каде што судот, ако ги спроведува како што треба казните, во тој дел ќе се намалат и кражбите и прекршоците. Да се надевам дека ќе имаме и помалку жртви во наредната година која што ни следи, бидејќи 2024 имаме 142 загинати луѓе, каде што негде 14 луѓе повеќе од 2023. Ова година немаме некои сега за сега статистики, податоци добиено. Од претходната година ни се случува тоа, така да се надеваме дека и тоа од 2026 ќе ни се намали и ќе одиме на подобрување во делот на безбедност во сообраќајот. Да, вистина е, проектот е нов, иако министерот подолг временски период наназад го најавуваше, стартуваше како што беше договорено. Овој период е во пробна фаза, односно тест период, како што може да видите, малку го промени начинот на сообраќај во градот Скопје. Статистиката, да, првиот ден беше алармантна, меѓутоа, иако не е официјално, можам да кажам дека е во благо намалување, меѓутоа, за да искочиме со официјални податоци, се уште не можеме, бидејќи како граѓаните пријавуваат технички грешки од било каков карактер, така екипите искачаат на терен, ги отклонуваат истите. Исто така може да забележите дека во услови на шпиц, односно кога е гужва, утринските часови и попладне, физички се регулира сообраќајот на одредени крстосници со цел граѓаните да не почувствуваат гужва, побрзо да стигнат до своите домови. Иако статистиката е таква какво што е, сите треба да се прилагодиме и сите треба да прифатиме дека треба да се почитуваат сообраќајните правила и прописи. Очекувањата од проектот Безбеден град пред се е да се намали бројот на загинати лица во сообраќајот. Сакаме да го следиме европскиот тренд, односно стремежот на сите држави да до 2050 година бројот на загинати лица во сообраќајни незгоди изнесува 0. Препораки. Првично, учесниците да ги почитуваат правилата и прописите. Второ, по мене едно од главните работи е да се одржуваат патиштата, да се одржува сигнализацијата. Доколку не одржуваме сигнализацијата, во тој случај секој наредно учествување ни е голем ризик за учесниците во сообраќајот. Тие се по мене две главни критики и карактеристики кои што треба што поскоро и да се воведат кај нас и да ги почитува и да ги извршува. Како началник на секторот за сообраќајни работи при Министерството за внатрешни работи, мојата порака е да се градат безбедни патишта, а до возачите да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи со цел зголемена безбедност за сите учесници во сообраќајот.